За утре Трајко Велјановски закажал седница за пратенички прашања. Утре граѓаните на Република Македонија ќе можат да го следат театарот на власта, како власта сама си поставува и сама си одговара на собствените прашања. Ние, пратениците од опозицијата, нема да бидеме утре во пленарната сала, затоа предпоставувам дека многу лесно ќе го изражираат театарот пратенички прашања. Ние, пратениците од опозицијата, кои на црниот понеделник бевме насилно исфрлени надвор од собранието, немаме намера да се враќаме во овој парламентарен состав, но не се откажуваме од нашето право да подставуваме вистински прашања, се разбира надвор на вистинскиот, уличниот демократски парламент. Затоа, утре во 12 часот, наместо редовната блокада по скопските раскрсници, ќе организираме граѓански парламент пред собранието на Република Македонија, на кои ќе бидат поставени вистинските прашања, прашањата на кои власта одбива да даде одговор. Затоа ги повикуваме граѓаните масовно да ни се придружат на вистинскиот парламент, за да можеме на власта да ги испорачаме вистинските прашања и да и порачаме дека народот бара од власта одговор за предвремени парламентарни избори на кои ќе можат да го испорачаат својот одговор кон тоталитарниот режим и диктатурата со која владее Никола Груевски. Денеска Груевски го повика Мендухтачи на разговор. Имате сознание дека има таква средба? Информирана сум за тоа, но не гледам причина да коментирам средба на два политички лидери кои се договориле да се сретнат. Предпоставувам дека откако ќе ја видиме целта на средбата, ќе може секој да си заземе собствен став. Со оглед на ставот на ДПА дека не сака предвремени парламентарни избори, затоа во тој контекст беше прашањето. Апсолутно правото на сите политички лидери да се сретнуваат и да разговарат е сосема легитимно, немам посебен коментар. Вие бевте на пратенички дека беше поведена во собранието. Планирате ли да понесете приватна тужба против полицијата или против спикерот Трајко Велјановски? Во овој момент најважно е што ја поднесовме кривичната пријава против извршителот на скандалозниот срам што македонската демократија го претрпе тој црн понеделник и што е уште поважно, нашата иницијатива пред Уставниот суд да се произнесе околу неуставноста и незаконитоста на начинот на кој се трошат парите од граѓаните во Република Македонија преку крвавиот буџет, криминалниот, нелегитимен буџет што власта сама го донесе на тој токму на црниот понеделник.